Ова се само дел од уништените земјоделски производи снимани на тетовската почва. Земјоделците велат дека речиси 90% тетовското гравче е скапано, а во лоша состојба и доматот. Од 10 декари засадени со грав, земјоделецот Драган Нумовски годинава ќе собере едва 200 килограми од овој производ. Па грав имам околу 10 декари, тоа е 1 хектар, али не можеме да најдеме тој род што го имало некогаш, сега оваа година слабо многу. По таа површина колку сметате дека годинава ќе излезе? Па немат 200 кила ако излезе до 250. Поради ваквата состојба, голем дел од земјоделците се откажуваат од нивите. Дополнителен проблем е и намалената продажба на производите. На 3 декари. 3 декари нема ни 100 кила грав да соберам. Тоа сигурно. А колку треба да соберете општо, да речеме 3 декари? Па сигурно 600 кг треба да, 200 кг на декар треба да по правило треба да дојде, али немаме тоа. Оваа година нема да собереме грав. Кај другите земјоделци е така? Кај сите, 90%. 90% е уништен грав. Агрономите велат дека високите температури предизвикуваат голем број на болести. Потребна е поголема едукација на земјоделците околу заштитата на своите производи, кои се осетливи на климатските промени. Обавезно треба да се прскаат, поготово доматот треба да се прска за црната дамкавост и алтернарија, треба да се употребуваат и бакрени препарати и системични препарати да се спасат од овие болести. Статистиките говорат дека секоја година се намалуваат површините засадени со тетовско гравче. Слична е состојбата и со останатите традиционални земјоделски производи.